Тешко ми е на душата да го почнам денешното видео заради тоа што очекував да ми врати познатата тиктокерка Моника, ама не ми врати! Дечки, добре дојдовте во новото видео. Вчера на мојот Instagram профил и на мојот YouTube канал објавив видео кое што им пишував на девојки од Instagram, наши преубави лепотици. Моника од TikTok што ја знаеме, Луна од Urban Records, Иларија Кирилов, Валерија и Теодора. 3 од 5 ми вратија, да видиме што ми вратиле од нив, другите две не ми вратија. Јас повторно им пишав на нив, ама и на тоа не ми вратија. Очигледно треба да имам над 100.000 сабскрајбери за кај девојки да биете нешто, вака не ике. Или пак до шишкава лоше, нема друга опција. Добро, почнуваме да видиме веднаш што ми вратиле. Дам нека тоа го очекувавте уште од вчера и ми пишувавте на мојот Instagram профил и да видиме што вратила Валерија Преспановска, тоест не врати. Значи јас си пишав, знам дека си убава и се викаш Валерија, ама јас сум од оние ликови што би сакале да те добијат и да ја решат твојата мистерија, може ли? Си чекав, не ми врати и вчера са бајле си пишав повторно, не ми пишувајте. Си пишав повторно, пуста желба, единствено што сакав е секој утро да те гледам. Ја не разбирам како може на ваква убава порака некој да не врати, па не разбирам, ало бре. Значи стварно не разбирам. Културно секој утро да те гледам, млеко да ти ставам во постелнина, доручек, вечерта да те носам. Стварно не разбирам. Ајде, која сте? Втора е Моника. Другите три ми вратија, затоа почнам со овие две што не ми вратија. Моника најверојатно незиното его не ја дозволила да ми врати со тоа што знае дека нели малце поише ја ругав на TikTok. Али тоа не треба да представува пречка за тоа што јас со време не гледав у камера. Од сега гледам ваму. Добро, сега гледам у камера. Најверојатно представуваше пречка тој момент, но да видите колку јас се потрудив да бидам повторно креативен и покрај тоа што не ми врати на првата порака, да ми врати на втората. Напишав, може би те хейтав, ама сега сум ти фан и те гледам на TikTok, знам дека имаш дечко, ма би сакал да се радувам на тебе како на бинго. Значи, ја не знам кој пишал вака, ама... И после тоа вчера и пишав, треба те зелена надежда не умира, иако си дебела со тебе би да кулирам. Значи тука ги стргам сите бариери, сите глупости и покрај тоа што килажата не е соодветна за незиното тело, јас одлучувам повторно да сакам да направам ништо со нејзе. Одиме натаму. Сега делот кој што е интересен, да видиме што врати Теодора. Значи јас си пишав, Теодора имаш прекрасни очи, а помалку и задник, не ми треба нова година за со тебе да ми биде празник. И ми врати ти благодарам. Јас си вратив, нели сум креативен, заслужувам ли шанса и ми стави едно кафенце со македонско знаме. Не знам што значи тоа, јас го разбрав дека сака да ја носам на кафе во Македонија и да одиме во природа, бидејќи иако има срценце на кафе, мене ми делува на детелина. Така да ја чекувам Теодора кога ќе дојде во Скопје, мислам дека не е од Скопје, да ја носам на кафенце, малку да се почастиме за незините прекрасни очи. Така да, Теодора, многу ми е мило што ја прифати мојата понуда за кафе и тоа пред да те прашам, сама стави кафе и македонско знаме, а бога ми срце на истото. Теодора, потоа, Луна од Urban Records што врати. Луна за жал ме осети, бидејќи како и што кажав, се дружиме, се познаваме и ќе беше преглупо да не примети. И пишав, Луна, морам да ти кажам дека направи утка со тракер, може би сум јутубер, ама од него сум боле рапер. И ми врати, да му кажувам или ти ќе му кажеш. И јас сад тука си викам, озбилно човече, проблема, ќе го јадам. Тракер, еден укрпил караоке која сакаш. И ја и враќам, не му кажувај, нека остане меѓу нас, продолжувам сериозно, за да не ме примети, и ми вика, ти имаш за YouTube, така. Тука веќе ме примети, си направивме муабет подоле, си изнасмеавме двајцата и тука заврши целата прича и одисеја околу Луна од Urban Records. Нова песна вади за многу кратко, сите да ја фоловнете на Instagram незин. И како за крај, најинтересната реакција е од Иларија Кирилов. Ова девојка, исто како и претходните првите две, односно не ми враќаше цел ден и одлучив да станам од сабајле да ја пишам повторно и очигледно тој момент беше пресуден за нашата врска да започне. Не започнало ништо, чекате да видите. Значи пиша, здраво Иларија Кирилов, може би не знам да пеам, за тебе ќе се потрудам да научам како Робел Дебилов, ќе ми дозволиш ли? Ова беше најглупоците пишано, затоа и не ми врати сигурно. И после тоа сабајле ти пишувам, не си фер, не ме оставаш ли на син, а види колку се потрудив да бидам фин.
И ми враќа, ха, немој жити се толку да си фини, ја викам тука, кај се брукаш на улица, па веќе на Инстаграм се брукаш и враќам, продолжувам, заслужувам шанса да се покажам, ми ставам такви емоджи со срциња и ми вика ха, да, заслужуваш, зашто кога ме коментираше Сергеј на емисијата, ти ме бранеше. Еве го моментот. Оваа тргна на Сарана со букет или на свадба, или на Ивкова слава? Може дечкото и купил сега, не биди злобен. Дечкото и купил и подарил за роден ден. Се пофалила. Еве, јас така би гледал, пак ја А ти така гледаш на? Јас дечкото и купил. Ете го видовте моментот, кога се ги искритикува, јас си кажав убај работи, ете, девојката памти и после 2 години, и тука и вратив, јас секогаш би те бранел, и ми врати ха, да, и тука веќе одлучив да и кажам што се случува по принцип и како звучи тоа. Абе, снимам нешто за YouTube и пишувам на девојчиња вака селјачки ептен и да видам што ќе кажат и баш ми е мило што имаш убава реакција од твоја страна и ќе се гледаш утре на YouTube, а и денес. И на тоа ми врати ха, предпоставав дека нешто е мајта по првата порака што си ја пишал, сега дали предпоставувала, тука веќе не се мешам, али дечки не бидете како мене, немојте да правите заебанци со преубави девојки, некогаш кога ќе имате сериозна шанса може ќе се испуштите. Добро, не зборам за мене, моментов, али бидете паметни. Да, интересно видео денеска, дечки, мислам дека и реакциите се надам дека ќе ви се допаднат, јас се изнасмеав. Ако сакате да правам парт 2 исто вакво нешто, ете парт 2 нека биде и со снимање на што им пишувам и реакции во исто видео, пишете ми во коментар сакаме парт 2. Како за крај, повторно ќе си кажам, си имам девојка, се зезав со сите, се надам дека и оние не се налутија, се е ова забава, а вие се надам дека уживавте. Се гледаме во ново видео, ставете лайк, ставете subscribe ако не ви се допадна, ставете дислайк и се гледаме во ново видео. Чао! All I wanna do is just flex. Big body ting,